Мислам, првин благодарам, се разбира дека има интерес за оваа дебата, а покрај другото и затоа што се чини дека е прво соочување меѓу власта и опозицијата во парламентот. Мислам дека сите ние имаме што да кажеме, сакаме да кажеме, сакаме да ги искажеме ставовите на нашите партии, меѓутоа исто така мислам дека е коректно барем во име на политичките групи или коалициите да говори по еден представник со цел првично да се даде можност да секоја политичка група го искаже својот став. Јас имам предвид дека ова е жешка тема, е атрактивна тема, меѓутоа веќе 1,5 час дискусија и се уште политичките групи не дошле на ред да го кажат тоа што сака да го кажат. Сега новинарите ќе се заминат уште малку затоа што така функционираат работите и ние ќе останеме без да ги артикулираме нашите ставови во јавноста, така што не сакам да се натегам кој прв се пријави, затоа што тука нема систем за пријавување со копчиња за да се види кој е прв. Можеби ќе беше джентлменски да се дозволи во име на политичката група или политичка партија првично да се дадат изјаснувањата во име на партијата и потоа да се влезе во подлабока дебата. Благодарам. Благодарам, колешке, и ми се чини дека вашата забелешка е на место и значи ќе вемувам. Во деловник нема. На еден начин пријавувањето е со рака. Јас сум единствен, не можам да следам кој побрзо да кренува раката. Се чини дека коректна беше забелешката на колешката. Мој предлог е да оди таа втора као говорник, после си проложи Мисовски, Рената, Рафис и така натаму. Говорете. Господин Илиовски, јас сум свесен дека за ВМРО ДПМН устав, закон и деловник не значи ништо. Меѓутоа, и да имавте таква намера, каква што сега го прифаќате на Ермина предлогот, што се обидувате да велите да има поддршка. Тоа се прави на почеток. Ама кај вас не постои тоа. Вие на почеток отворивте расправа, односно претрес, за да се пријават пратеници. Вие, ако имавте таква намера и желба, можете да кажете дека предлагам секој прво по еден од пратеничките групи и потоа претрес да се води. Вие тоа не го направивте и сега, вие сте председател на комисијата, вие треба да организирате ред тука. Има пред вас список како треба да се дискутира. Ако да беше даден предлогот на почеток, може би ние ќе го прифатевме. Ама сега на запишен ред, вие имате список и велите сега наново да правим. Значи деловникот не го предвидува тоа. Јас сум како член на оваа комисија должен да укажем. А вие дали ќе го почитувате, тоа е ваше право. Вие одамна како партија не почитувате ништо.